и добровте во нова епизода, тоест трета епизода од овој серијал. Готвиме со Марето. Денес заедно правиме многу лесен рецепт за торта, кој што верувале ли некај нас во нашиот дом се јади уште веднаш истиот ден, ако не истиот веднаш другиот ден, затоа што е толку вкусна, толку добра, толку лесна. Буквално може да се најади со една цела сам, буквално. Тука ги имаме и состојките што не те требаат и да ги наречам tools, тоест се што не треба, нели, тенџере за миксање, значи знаете. Мислам дека можеме веднаш да започнеме и дека нема потреба да се чека, само уште нешто. Дополнително осветлување, бидејќи знам дека ќе е темно и јас нема да гледам тука. Но така да ова ми е омилен рецепт, ваква торта јадев во градинка, мајски цвет. Порано правеа нон-стоп. Кога ни дава нешто омилен ден ми беше тоа, значи прерадосна бегав дома, поради таа торта, а тоа е со пудинки бисквити. Предобра торта, така да многу е лесна, може да ќе речете, треба да правиш потечки рецепти, но мислам дека на самиот почеток на овој серијал, мислам дека е добро да се почне прво со основното и најлесното, па потоа се понатака да почнуваме и со потешки рецепти. Така да пишете во коментари ако имате случајно некакви рецепти или предлози или нешто што би сакале да научите како се прави или пак што би сакале да го гледате во овој серијал. Да така да, мислам дека можеме веднаш да започнеме. Прво да ви представам што ни е потребно од состојки. Пред се бисквити какви сакате. Не препорачувам да земате чоколадни бисквити и чоколаден пудинг. Пошто можеби ако сакате премногу благо, можеби, но со овие 100 пати подобро. 2 млека, едно цело, сигурно ви треба за пудингот и не мора да е другото цело, како кај мене, примерно не е цело, не е полно, тоест ќе видите во самото видео зашто ни е потребно уште едно млеко. Пудингот, мислам дека секогаш го земам истиот. Мајка ми купува, но мислам дека секогаш скоро истиот го земаме. Овие работи за матење, сето тоа ни треба, значи тенџере, толку за пудингот, нешто за мешање. И јас тоа зборував со мајка ми да купиме една посебна лажица само за пудинг правење и да е пластична. Друго што не треба, мајка ми ми предложи со ова да матам е ова за матење, нели? Ова е доста старо, но доста корисно и без него не се може за пудингот. Ова е за матење на пудингот, by the way. И ова е за мерење, нели, за млекото, но исто така тука ќе го матам и пудингот за да не ми прска во некоја поплитка чинија, затоа што ова е доста длабоко и перфектно за матење на пудинг. И на самиот крај на тортата, ако не заборавам, сега видов, ме кекна дека може, пошто размислав што би можело да направам посебно, нешто поразлично овој пат и да ставам плазма. Пошто јаве се нели бисквите се намелени, за да изгледа убаво и може би да додаде некој вкус. Ова на самиот крај на одозгоре на тортата ќе ставиме. Сепак се одлучив за ова да го искористам, но така да ова ќе го употребиме, пошто еднаква тие се потски бисквитите ќе собери барем 3 видам. Иначе перфектно вакво за бисквити немам, а би требало, пошто нон-стоп има некоја празнина од околу што не ми се допаѓа, затоа што самиот пудинг бега од покрајдите. Останала тука, затоа е подобро се земе нешто да биде ептен кнап или барем малце на место, но некако како има кај мене, ќе видите и самите. Инаку друго нешто бонус, гратис од оваа торта е тоа што секогаш ви останува и пудинг и бисквити. Состојките ги ставам на страна да не ми сметаат. Прво што ги правиме, нормално ќе готвиме пудингот. Искористиме 2 пакетчиња, пошто во ова има 3. Пошто едно пакетче е 0,5 литри млеко, значи 500 мл млеко и затоа 2 користам за едно цело млеко за 1 литар. Ќе фрлев ова сега малце млеко. И да, нешто што заборавив од состојките, тоест спомнам дека ќе има и надвор од тие состојки што ги покажам, е шеќерот. И секако ќе има и други пример, лажици повеќе што не ни требаат, така да тоа се знае. Само основните сака да ви кажам што мора да ги имате. За другото ќе видите самите во видеото. Сега тоа што правиме е ќе земеме во ова и ќе ги ставиме 2 пакетчиња пудинг од 2 до 5 лажици шеќер. Сега ова ќе стои од тој 1 литар, тоа што ни остана во шишето, од
готуривме во самиот пудинг, тоа го ставаме во тенџерето, ова тенџере, и го ставаме да се топли. Што е нешто многу важно, што јас многу пати имам и таа грешка иста направено, е тоа што веднаш ставам на најсилна температура, пошто кажеме од 1 до 9, јас го ставам секогаш до 9, но тоа што научив е најдобро прво да почнеме со 6 или 7. Морам тие бројки, затоа што тоа е тоа. И овде не е тока дека ја правам на оваа втората, затоа што ова е поголема и на мене баш за поголеми тенџериња. Ова е за гезвиња. И го ставаме, прво рековме, на 7. И тоа ќе стои тука и додека се топли млекото и нормално треба носно да се проверува да не претечи. Во тоа време јас ќе го земам плехот, ќе спремам и бисквити, ќе отвориме и млеко друго ќе спремаме, сега ќе видите како. Го земаме самиот плех, го ставаме тука каде што ќе сакаме да правиме. Ќе извадиме и нека подлога, не мора сега, можете и подоцна, но нека подлога за пудингот. Пудингот и лъжицата ќе ги однесам кај тенџерето. А овде тоа што е важно да се спреми е млеко во, можете мало пањче, можете како што ќе земам сега јас, можете вакво, да речеме како пањче за супа буквално. Зошто го ставаме тоа млеко? За самите бисквити што ќе ги користиме, да ги ставаме внатре. Целта на тоа да ги ставаме внатре и да ги брцкаме на некој начин, пошто друг избор не ми текнува, да ги брцкаме, нели? Самата поинта на тоа брцкање на бисквитите во млекото е тие да не се суви, тоа е многу логички. Ги извадив сите три, па ќе видиме колку ќе искористиме. Од тие три ќе отворам едно да имаме отворено. Сега да видиме докаде е млекото. Млекото е докаде, до нигде. Сега може да се зголеми температурата на 9. И сега ќе стојам тука надзор, кога веќе нели спремив се. Можам тука да стојам и да почекам млекото да се стопи како што треба, за да го ставиме самиот пудинг. Малку го зедов телефонот да видам пораките за тоа и млекото е спремно да се тури пудингот. Го отрнам на страна за да не ми претече. Така да сега можеме да го ставиме пудингот. Доста е густ и се надевам дека ќе биде супер. Можам да вратам на 9, чисто за да се врати пак да се крива, пошто мајка ми тоа ме учеше, дека не треба да е жешко млекото, туку треба да се крива. Да биде најдобар пудингот, така да сега можеме да ставиме. И веднаш земам да мешам, затоа што ќе ми загори ако не мешам. Потоа ќе го земиме, ќе го турам и ово што останува, што гледате дека доста има внатре уште. Посебно шекерот. И сега можам да вратам на 6, чисто за да не ми загори. Така. И сега мешаме. Сега го носам пудингот. Еве го пудингот, да видите како се направи бабулс. Додека тој си стои, ние можеме веднаш да почнеме. Прво раце се измиеме. Сега, откако сме готови со првиот слој на бисквити, да речам, сега е време за пудинг. Еве го пудингот тука и сега земаме кутлачката и ставаме прв слој пудинг. Се покарив, се заборев дека е жешко. Не многу, не ни малце, пошто последниот пат кога го направив ставив малце и не се сеќаше, буквално како да немаше измеѓу бисквитите пудинг. Следно што ни треба сега, што не го покажав, е лажица за да се проспе на некој начин, да се размачка пудингот во самата тава. Тоа е доволно. Сега е време за вториот слој на бисквити. И пошто повеќе немам пудинг, за да направам уште еден слој пудинг, па уште еден бисквити, па уште еден пудинг, пошто реков на 4 дека е перфектна бројка за бисквити, за бисквити, редови на бисквити. Јас направив до сега 1, 2, 3, но така се уште еднаш сега ставам пудинг и сум готова затоа што немам повеќе пудинг. Значи ако сепак сакате повеќе,
на повеќе спрата повисока, побогата да речем, тогаш можете да направите барем 1,5 литар нели млеко и 3 пакетчиња пудинг. Пошто мислам дека тоа ќе биде перфектно таман. Сега се бурам да извадам тој пудинг од тенџерето за да го ставам, за да има за ова. Што не мисля дека тоа ќе се случи, ама да. И тоа е најдобро што можам да направам. Сега следно што рековме дека на самиот крај ќе направиме, што не заборавив и thank God што не заборавив, е самата плазма, обична мелена плазма, и ставаме не многу, нема претерано, само ќе ставаме. Тоа е доволно, не претерано, сега пошто е доволно тури. И на крајот самата торта изгледа вака. Превкусно, значи превкусно мириса. Мини сега да земам, ама не е возможно, затоа што треба да остане едно 2-3 часа да се олади. Не во фрижидер. Мислам, ако сакате можете, ама јас препорачувам да е во ладна соба. На собна температура, каде што е негде ладно. Ние секогаш се ставаме во спалната соба на мајка ми татко ми, така да таму е најдобро. Така да ова е тортата. Сега да ја оставам да отстои и вака не ја оставаме нормално. Ќе ставиме чиста крпа од озгора. Ставам ваква пацета слаба. И се гледаме после која ќе ја пробаме по за некои 2-3 сати. Се малце непрофесионално, ама време да се проба тата. Ова е после сати. It's time to try it. I'm so excited. Okay. Мајка ме пикнала во фрижидерот и било топло. Сега се чине пачиња. Окей. Еве сега ќе земеме пачиња. И тоа беше тоа за овој видео, се надевам и за оваа епизода, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, да пишете коментар, дали би пробале, дали ви се допадна, ако веќе сте пробале. Да така да сега се гледаме во наредна епизода. Чао! Trust in me. I can't, you said I can't trust in you.